кажуваш или себе си зборуваш? Бре, остави ме да си кажам. Добро да ете си кажуваш. Едве чекам да стигнеме. И јас да ти кажам, многу одамна се немаме видено со брат ти. Леле, дечињата, кој знае колку се пораснати. Сигурно многу. Господ да не благословеше и нас бар со едно че. Амин. Туку, мене многу ме болат нозеве, чевливе ми се тесни. И сега да не сакаш и тебе да те носам. Да сакам, ке ме носиш? Не. Ај, доста лелекаш, ајде. Ке седнеме, ке одмориме, ајде. Па имаме време, може малку повеќе да си одмориме. Да ти кажам право, и јас некако многу уморен се чувствувам. Да си дремнам малку, а? Дремни си? Ќе останеш будна да ме вардиш? Ке те вардам, ајде дремни си, јас малку ке се собудам. Ама внимавај, тука има разни животинки. Дремни си ти. Викај ако има нешто. Слушна? Аха. Ај. Гледа луѓе, покрај дебело дрво, луѓе. Луѓе има храна. Ако има храна, Верка земе храна. Верка јаде храна. Верка лоша. Верка лоша, рамика, сална. Верка зверка. Волк има дебел врат. Волк сам коле овци. Верка волк. Верка сама бурка работа. Храна. Храна. Верка отепа луѓе. Донке! Арами! Која си ти, леле? Човек си ли животно? Што сакаш од мене, кажи ми? Зошто ми го удри Косто? Храна. Храна, чекај. Имам храна. Храна? Како се викаш ти, која си? Верка. Верка. Здраво, Верка, јас сум Донка. Кај живееш ти? Од каде си? Верка нема дом. Верка во една шума. Верка живее. Пестера живее Верка. Господе Боже, ова соне или јаве? Волцица дава млеко на бебе Верка. Кога порасна Верка, Васко Арамија учи Арамилук. Васко умра. Уште! Ама немам толку, леле. Уште! Дома имам уште храна. Ке се симнам и ќе одиме кај мене дома. Може? Ке се симнам и... Ама немој да ме удираш. Храна. Имам дома. Дома, храна, Верка. Стој, доста. Мирна. Ако сакаш храна, нема веќе трчање. Ќе ти подготвам тоа што има, ама нема да се бркаме веќе, добро?
Велка сита. Велка сака спие. Има убава одаја горе. Легни си, одмори си душа. Оди. Донка дојде. Велка не е сама. Косто си го оставив на сокакот. Господе Боже, само да е арен. Ајбелки ќе дојде тука, ќе ми помогне. А јас до тогаш да спасам жива глава некако. Каде одиме сега? Јарно рекле. Кој по тебе со камења, ти нему со леп. Никаде не одиме.
Ти си била жива! Жива сум. Кога се разбудив, ги видов чевлите. Помислив се што останало од тебе е тоа, дека арамиката те отепала. Леле, за тоа што ми се случува овие 3 дена зборови, немам туку ти кај беше. Јас се разбудив и те побарав таму по патот напред-назад, видов дека те нема и отидов кај брат ти каде што бевме тргнали. Кога му кажев што се случило, и тој се расплака, те жалевме, те плачевме 3 дена и пченица направивме. Леле, Косто. А ти жива да си била. Готов е ручекот. Имаш костенка? Еве, слушна, готов е ручекот, оди ќе ти раскажам. Повеле. Фала. По села уште не веруваат за чудо. Си сакавме дете, Господ Кирка ни испрати. Да. Не знаев дека ќе засакам некој кој ме удрил со камен по глава. Но се во ова е твоја заслуга. Твоето добро срце го направи ова изгубено девојче да стане човек. Јас ќе одам до чешма. Се гледаме. Драги Донка и Коста, изминатата година беше најубавото нешто што ми се случило. И за тоа ви благодарам. И наредново го пишувам со тешко срце, но кога ќе го читате ова, јас веќе ќе сум замината. Не сум достојна за ваков убав живот со вас. Воочив дека пред да ве запознаам правев работи кои не се простуваат. Затоа морам да најдам начин и да се помирам со судбината. Ве сака вашата Верка Цверка.
Простете ми што така ве напуштив пред 1 година. Кога ме стигна тежината на моите лоши дела, мислев дека наерно е да се отепам. Стоејќи така на карпата, сватив дека со одземање на живот не се доаѓа до правдина. Туку се сетив на вашата љубов и разбрав дека само со добри дела може да се дојде до мир. Ме примија сестрите во еден манастир. И отогаш решив да им помагам на сите оние кои се во мака во каква што бев јас самата. Можете да дојдете да ме посетите кога и да сакате. А и јас ќе ве посетувам вас. И уште нешто. Денес еден ангел насон ми јави прекрасни вести и ми кажа да дојдам и вас да ви јавам. Услишани се вашите молитви. Донке ќе имаш близнаци. Имате деца. Ете, тоа што е солта за лебот, тоа е љубовта за другите добродетели.